Новиот шеф Жан-Филип Импарато јасно стави до знаење дека или обидот ќе биде успешен или сите ќе си бараат нова работа. Затоа побара од групацијата Stellantis да одобри хибриден погон со што шансите на пазарот далеку би се подобриле. Тоа барање му е услишано, па наместо само со термички мотори на помош пристигнува умерен 48 волтен и еден плагин хибрид. Така Tonale станува вториот кросовер во гамата на Алфа. Неговите димензии: должина 4,53, ширина 1,84 и висина 1,60 метри и меѓуоскино растојание од 2636 мм го позиционираат под Stelvio. За изгледот на Алфа Ромео не треба многу да трошиме зборови. Тој е онаков каков се очекува од него да биде. Монолитната контура носи уникатни светлосни потписи што даваат една сосема поинаква перцепција за оваа класа возила. Иновативните 3+3 фарови не само што ја дефинираат предницата, туку се грижат за идеално осветлување на патот во сите услови. Интериерот пак е ориентиран кон спортското наследство, фокусиран на возачот и комфорот на патниците. Таквиот пристап е неопходен за да се остварат желбите кои ги надминуваат европските граници и имаат амбиции кон Северна Америка. Прилагодувањето лесно може да го направи со палетата на мотори во која е понуден дизел од 130 конски сили со погон на предните тркала и 6-степен автоматик со двојна спојка, како и 4-цилиндричен турбобензинец со 130 конски сили. Истиот тој произведува 160 коњи со асистенција на благата хибридна 48 волтна технологија и ги праќа на предната оска преку 7-степена автоматика. На некои пазари и во не голема бројка ќе биде достапна верзија со турбобензинец со 256 конски сили впарен со 9-степен автоматски менувач и погон на сите тркала. Секако, најголемо внимание привлекува плагин хибридниот погонски систем за врвната Hybrid Q4 верзија со 275 конски сили и погон на сите тркала. Силата се комбинира од 1,3 литрен мултиер турбобензинец подпомогнат со електрика и испорачувана од 15,5 киловатна батерија. Tonale ќе може да се движи само во електричен режим до 80 км. Според плановите изложени на представувањето, Tonale ќе започне да се продава на европскиот пазар во јуни, додека за Северна Америка не е утврден датумот. За крај вреди да се издвои дека Алфа Ромео секоја година до 2026-та ќе представува по еден нов модел, а од 2027 година секој нов модел на Алфа Ромео ќе биде целосно електричен.